Бог те сака. Бог не те создаде случајно. Тој те сака, те познава и има прекрасен план за твојот живот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Јован 3:16. Во што е проблемот тогаш? Гревот го дели човекот од Бога. Секој човек сгреши и не може сам со своји дела да стане праведен пред Бога. Зашто сите сгрешија и беа лишени од славата Божја, но се оправдаат преку дар со Божјата благодата преку откупот во Христа Исуса. Римјаните 3:23 и 24. Исус Христос дојде на земјата, умре на крстот за нашите гревови и воскресна третиот ден. Тој ја зеде нашата вина, за да ни даде простување, мир со Бог, нов живот и вечно спасение. Зашто? Коринтјаните 5 глава 21 стих. Не се добива со религија, дела или заслуги, туку само единствено преку вера во Исус Христос. Зашто по благодат сте спасени преку вера, и тоа не од вас самите. Божји даре, Ефесјаните 2:8. Покај се и сврти се кон Бога. Верувај во Исус Христос. Прифати го како свој Господ и Спасител и започни нов живот со Него. Секој што ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Римјаните 10:13. Исус те повикува денес, не утре. Некога ќе станеш подобар. Денес е ден на спасение. Патот, вистината и животот, Вистината, надежта за секој човек. И ако се сложуваш со мене, сега можеш да го направиш. единствениот чекор, Чекор кој Исус го чека од тебе. Молитва за молитва за молитва за молитва за молитва за Господи Исусе,
Верувам дека умре за моите гревови и на третиот ден воскресна од мртвите. Го отвара моето срце пред Тебе и Те примам за мој Господ и Спасител. Те примам во мојот живот. Ти благодарам што веќе ми прости и ме очисти и ке ме водиш понатаму во мојот живот. Од денес јас Ти припаѓам Тебе. Амин. Те покануваме на заедничко библиско поучување, заедничка молитва, духовно растење и живот во заедница со браќа и сестри кои искрено го следат Исус Христос. Амин. Амин. Амин, амин. И добре дојде во Божјото најголемо семејство. Ки го има во описот на ова видео.